Мила од Финска пред некој ден го прослави денот за борба против хомофобијата, трансфобијата и бифобијата. Еј, жими све! Абе, не знаев дека овие незини венџио будалетинки измислиле толку многу нови фобии. Ај, за оваа хомофобија имав чуено. Ама за она транс и бифобија, абе јок! Ама сватив дека сите тие нови фобии се поврзани со сексот. Може Мила не знае, ама има уште такви фобии од одредени сексуални активности кои таа и незините NGO не ги спомнуваат. Еве, јас, например, страдам од монодундедрапафобија. Значи, многу се плашам од мастурбатори кон Мила, кои мастурбираат ментално во јавност штом дојдат на власт. Пардон, не мастурбатори. Мастурбаторки. Не сакам NGO-та да ме обвинат дека ги дискриминирам по родова линија, освен ако самите не се сметаат за припаднички на женскиот род, туку за некој друг род, да кажеме среден род, меѓурод, изрод. Мислам, кој ги знае што се? Епа еве, честитки и од мене. Нека ви е честит денот за борба против вашите фобии што ги измислувате и ги товарате на други за да ги замолчите. Боже, ние миличките од NGO не сме фобични од ништо, освен што сме фобични од оние кои се фобични на нашата пореметеност. Добро, ај според вас, ние сме еве хомофобични, бифобични, трансфобични. А шо правиме, Мила, за вашите фобии, а? Кои се вашите фобии, бе, миличка? Да погаѓам? Еве, например, прва што ми паѓа на памет фобија од која страдате е ашимофобија. Докажано е дека имате страф од ашими. А знам дека страдате и од дивомагарефобија. Значи се плашите да не ве обчекори некој дивомагаре. Страдате и од рунтаво-мажефобија. Многу бе ви фуфка од недепилирани мажиња. За вас тие се многу демоде, фуј. Страдате и од хетеродуписифобија. Се ужаснувате од секс меѓу маж и жена. Исто така страдате од шмукоколба со пулсирачка фобија. Имате страв од орален секс со колбас. Има уште фобии поврзано со вас. Можам од нив да напишам тефтер ко кинески телефонски именик. Ама друго ми е поентата. Овие нови фобии не ги измислувате за да заштитите некоја група од дискриминација, туку да ги спречите останатите да мислат со своја глава и постепено да воведете цензура во јавниот говор со една цел: да избегнете јавна дебата, за шверцерски да ги реализирате вашите планови за уништување на јавниот морал и вредностите кои се темел на оваа држава и цивилизацијата. Будалетинки едни неопеани, прочитани сте ко селски буквар, не дигитален, туку баш онаков селски, што се држи во раце и што се чита со радост. И главната фобија од која страдате ви е македонофобија, фобија од се македонско, а за таа ваша фобија имаме лек. Многу наскоро ќе се појави во сите наши аптеки. Сега ми е навистина преку Тасевски. Се надевам дека малку ве опуштив, можете слободно да одите на спиење и сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате.